се припремаме за одутре да почнеме со постом, и со телесниот пост, и со духовниот пост. Фарисеите во почетокот на формирањето на христијанството, во времето на Христа, се фалеле дека постат. Оние што ме следевте, кога зборував за фарисеот од неделата на Митарот фарисеот, кога ви кажав дека заставам на средина цркви, вели ти благодарам Господи, што не сум како вие постам. Значи он се фали пред сите дека пости. Но Христос што вели денеска во Евангелието? Не треба да се фалиме дека постиме. Да постиме во нашето срце, во нашата душа, во нашите мисли. Да се молиме и да велиме Боже, очисти ме грешниот и помилуј ме. Господи, прости ми, помогни ми, спаси ме, очисти ме. Ти се молам, Господи, спаси ме. Бог го познава срцето и затоа ко велиме нашиот Бог срцевидец, оној кој ги гледа срцата, оној кој ги познава срцата, оној кој знае зошто сме дојдени ние во црква. Јас преска додека служев, гледам луѓе излезли, влезли, дошле така колку, ајде, адето цвикат, адето да го направиме, да запалиме свети, да си одиме дома. И си велам, треба да направиме еден мал параклис во дворот на црквата и тие што се пролазници, тие што сака само свеќа да запалат, да ја палат свеќата таму и да си одат. Но тие што дошле вистински да се молат, тие што дошле да плачат за своите гревови, тие што дошле да се поклонат на Христа, на Мајката Божја, на своите Божји угодници, нашите застапници пред престолот на Христа, Бога Спасителот наш, заедно со ангелите, што пеат свет, 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 свет е Господ Саваот, што значи со нашиот хор, овдека да коленичиме, да пееме, за да не вознемируваат вратите, отвори, затвори, шетање и така натака, и така натака. Затоа ве молам, драги мои, не сакам да ми се лутите. Но јас мора да зборувам, затоа што јас се одговарам за вас пред Господа. Јас сум тој што треба да одговарам пред Господа. Кога те ме праша Господ што направи со твоето паство, владико Агатангел, не го прибра, не го советуваше, зошто така? Затоа морам да зборувам. А самиот Христос вели, кој има уши да чуе, нека чуе, кој има очи да гледа, нека гледа. Јас сум тој што морам да не поучувам, а вие сте тие дали ќе го прифатите моето поучување, или па додека сте тука, велите, да, така е, па ќе излезете надвор како сејачот со сенето и така натака, и тоа се заборава дека сте биле во црква и така натака. Ве молам, да не должиме многу. Од утре, оние кои сакаат да постат и сакаат да се причестат, да се соединат со Христа, Бога Спасителот наш, преку телото и крвта Негови. Ве молам, појдете кај вашиот свештеник, исповедајте се. Немојте без исповеда да примате светата тајна Христова. Оган примајте, верувајте ми. Немојте да се срамувате за да станете пред свештеникот и да се растеретите. На сите нас ни треба растеретување, ни треба ослободување, ни треба очистување, ни треба да се измиеме, како што вели пророкот Давид, Господи, пороси ме со Исоп и ќе бидам чист. Изми ме и ќе бидам побел од снег. Тоа бара црквата, тоа го бара Господ од нас. Припремете се и телесно и духовно. Храната не е многу важна, но и важна е.
so pomalku hrana vnesuvanje vo naši organizam, strastite, dragi moji, ги спречуваме да не надразнуваат, да не грешиме повеќе. И затоа црквата препорачува помалку храна да се внесува во организмот и храната да не биде многу калорична, да не биде тешка. Јас многу пати сум рекол и пати речем, нигде, никаде немам прочитано дека некој умрел од нејадење. Но сме прочитали на многу места дека луѓе кои многу се прејале и се препиле, починале. Затоа не се плашете многу од слабата храна што ќе внесуваме овие 6 недели за до Христовото воскресение. Да се трудиме мостот од утре да почнеме да го градиме и до Великден, до Светото Вознесение, треба тој мост да го изградиме и да преминеме во Царството Небесно. Ако верувајте ми, ако издржите и правилно постите, правилно постапувате, сите овие 6 недели, на денот на Воскресението, ќе почувствувате дека навистина рајот и Царството Небесно сте ги доживеали, сте ги почувствувале тука уште на земјата. Нека постите, драги мои, ви бидат за спасение, за здобивање на Царството Небесно, за соединување со Светиот Дух, со благодата на нашиот Спасител Господ Исус Христос, да ви бидат лесни и ако имате потреба, верувам дека имате потреба, исповедајте се, очистете се, ослободете ја совеста, испразнете ја, измите ја вернова, измите и ќе видите колку ви е полесно. Веќе ве заморив од многу зборување, но имаме уште малку со богослужбата, сегуше. Ќе направиме вечерната, за да не доаѓате после повторно. Ќе направиме опростување тука, ќе се подадеме сите рака, ќе се простиме еден со друг и веќе покладне, јас верувам дека кај повозрастните ќе дојдат своите синови, ќерки, внучиња, ќе појдете кај кумовите, кај сите, ќе се простите и ќе проштевате и ќе ви простат. Дека е за години. Еве, нашата света црква последно отпечативме со тропарот нашиот македонски светител, новиот чудотворец, светиот Гаврил Величкиот. Ова е неговата икона, неговата фотографија пред да почне 2 недели. Со голема благодат ја отпечативме и ја осветивме. Ќе ви ја подарам на сите вас да се ја носите во джепот до срцето, бидејќи многу луѓе, нарочито овие 5-6 години последните, кои одат на поклонение во гроб, на неговиот гроб во манастирот Свети Гаврил Лесковски во Лесново, добиваат исцеление од разни болести. Мајки кои подолго се молат за своји рожби, Бог да им ја отвори утробата, за да ги израдува нивните срца, ги добиваат рожбите, но добиваат оние кои искрено се молат. Има многу болни од разни болести исцелено на неговиот гроб. Благодата ја чувствуваме сите ние кои се молиме на него. И затоа во овие постни денови, во овој наш испостник, нашиот владика Гаврил беше испостник, драги мои. Знаете ли што е испостник? Тој беше владика
но се оддалечуваше од храната. Овие пости, значи, кога ќе почнеше од денеска попладне, до Великден, до Воскресение, ништо не јадеше. Неделата само лепче и водичка, со една капка зејтин масло, за да не ја наруши неделата, драги мои, бидејќи неделата е посветена на воскресението на нашиот Спасител Господ Исус Христос. И затоа ќе ви го поделам денеска, да си го носите во вас, да ве крепи во постите, кога ќе го имате во ташна или во джепот, и ако и појде раката нешто да земете мрство, ќе се сетите, ќе речете стоп, едно Гавриле тука да не направам нека велја, и така да ве подсетува за тоа, најповеќе ќе ви го поделам заедно со нафората. Имајте трпение сега, уште една минута, две. А другата недела е недела на православието. За прв пат во нашата епархија, бидејќи е победа на иконата, победа на иконоборците, оние кои иконели иконите, а ние православните, нашите архиереи, просто се бореле против нив и победиле, има посебен чин, драги мои. И сите оние кои имате дома икони, иако ви сте осветени, донесете ги во црквата Свети Пантелеймон. Имаме посебен чин за победа на иконите врз иконоборците. И затоа ова недела на православието, недела на победата на иконоборците е многу важна недела за нас, христијаните. Ако нашите свети оци не се бореа против овие цареви, иконоборци, против оние кои ги палева, газева иконите, денеска ќе немавме икони, ќе немавме Мајката Божја, на која ќе се молиме и ќе плачеме пред незе, за да биде наша застапничка пред престолот на Господа Бога, Спасител од нас. Че не можехме да го поделиме и Дедо Гаврил, нашиот застапник, македонскиот владика кој се моли пред престолот на Господа Бога, Спасителот наш Исус Христос. Да сте ви благословени од века и до века, сега и секогаш во сите векови. Амин.